Новите измени, нели како што кажав, воведуваат намалување на казната за членот 275, односно злоупотребата на постапката за јавни набавки и договорите за јавно-приватно партнерство, кои што всушност измени во членот ја намалуваат казната со што се влијае на предметот труст кој што е во фаза на жалбена постапка, предметот на специјалното јавно обвинителство. Со намалувањето на казната секако се намалува и течењето на роковите на застареноста, особено на апсолутната застареност, со што по некои калкулации постои можност овој предмет да застари во 2021 година. Секако дека тоа нема да биде пречка за да се спроведе конфискацијата на имот која што специјалното јавно обвинителство ја бара во овој случај, бидејќи истата не е секогаш врзана со кривичната постапка и водењето на кривичната постапка, но за жал законот за кривичната постапка не е доволно прецизен во овој аспект, па не го регулира прашањето како би се одвивала целата таа постапка за конфискација во случај кога не може да се води кривична постапка. И уште еден фактор кој што може да влијае е воведувањето на новиот член во кривичниот законник, даночна измама, со кој што член всушност може да се направи преквалификација на обвинението во предметот тотал, бидејќи описот на делата кој што стои во обвинението сега се поклопува повеќе со членот даночна измама отколку даночно затајување, кој член повторно воведува помали казни од 6 месеци до 3 години, за разлика од најмалку 4 години во даночната измама. Така што повторно тука може да имаме такво толкување од страна на органите, од страна на судот и да се одлучи дека всушност во овој случај повторно застареноста ќе настапи многу порано, односно за дел од овие дела кои што се сторени пред 2012 година, дека веќе би постоела апсолутна застареност.